Протест на културните работници, синдикатот вели дека не се почитува колективниот договор, министерот вели треба нов колективен договор. Има ли некое решение да се седне на заедничка маса да се реши овој проблем? За културните работници? Така, вчера што протестираа пред министерството. Да, прво сакам да знае јавноста, ги слушав и ги гледав, дека на владина седница на 31 декември, годината кога е поминат тој колективен договор, е поминат без позитивна согласност од Министерството за финансии. Треба тоа да го знае јавноста и културните работници, дека се манипулирани од мала група на гласни луѓе, кои што се таму во првите редови. Второ, секоја година, откако е оваа влада, и со тој ребаланс од 24-та, но и со буџетот за 26-та година, буџетот за културата се зголемува. Но знаете што? Не се зголемува за програми толку многу и за капитални инвестиции, туку за нивните плати. И сега се доведуваме во ситуација да правник во културна институција во град, некој низ државата, има двојно поголема плата од правник во Министерството за култура. Ете тоа, ова мала група на луѓе, вчера ги гледам прилично вулгарни и агресивни, прават. Значи, мора да сме свесни дека за да еден колективен договор биде апликативен и применлив, мора да има позитивно мислење на Министерството за финансии. Овој колективен договор нема негативно мислење, дури и претходната влада, министерката тогашна, мислам дека е Нина Ангелеска, има дајано негативно мислење за овој колективен договор, дека средства во буџетот не се обезбедени. Сега, ја не сум правник, но има Уставен суд. И мене, можеби, некогаш не ми се допаѓаат одлуките на Уставниот суд. Но Уставниот суд е конечна инстанца. Тие не се коментираат, се применуваат. Јас на вистина не можам да разберам како е возможно поедини структури во општеството да ја гледаат состојбата како шведска маса. Ова ми се допаѓа, а ова не ми се допаѓа. Тоа што ми се допаѓа ќе го премолчам, тоа што не ми се допаѓа ќе го критикувам. Не може. Тоа така не иде. Или ќе важи за сите истото правило, или нема да важи. Замислете вие, во сите институции, ако тргнеме ние со колективни договори да си подпишуваме без позитивно мислење на Министерството за финансии, дека се обезбедени средства, што ќе се случи? Еве, кажете ми, дали некој има чувство кон оваа држава? Еве и кон културата. Кон културата. Никој не го крати буџетот. Но доди во програми, доди во филмови, доди во театарски представи, да се реновираат културни институции. Никој нема да го скрати. Тие се парите. Ајте за тоа да зборуваме. Зошто да не зборуваме дека имаме вработени во одредени театри кои што не играат представа цела година? Ево, зошто тоа не го зборуваме? Ајде за тоа да зборуваме. Некои работи мора да ги доведеме во ред ако сакаме да имаме држава. Ако сакаме да си играме држава, еве тоа е начин. Премиере, дали ќе се бара екстрадиција на Груевски? Знам дека бевте прашани пред 2 дена. Ама уште ли со тоа прашање? Дадов одговор сега, нека се повторуваме се. Дали сепак е Македонија